Благодарам, председателя. Мислам дека малку не е фер да не ги коментираме колешке кадровските решенија, па ќе почнам од таму. Дали вие мислите дека треба да се даат шанси на луѓе кои што докажано претходно биле и во претходната власт, а биле и во институции и државни органи кои што не направиле ништо добро и не се докажале воопшто добро? Например, да коментираме првата, она што за одбрана колешката ќе биде министер, заменик министер, Елфет Исмаили. Она била на раководни позиции во Македонски пошти долго време, а Македонски пошти пропаѓа и пропаѓа. Значи имаме Неждет Мустафа, кој што како представник на ромите се прави една фасада за представници на заедниците, а човекот е 20 години во власт, а состојбата со ромите е се полоша и полоша. Потоа да го коментираме, например, Зоран Димитровски, кој што ќе биде заменик на Тимчо Муцунски во МВР. Значи човекот, освен што беше пропагатор на Преспанскиот договор и на промена на името, човекот е докажан со роспија. Да идеме понатаму кого да коментираме. Значи има еден куп, не ми дозволува времето, Фларкон Беджети, например. Човекот е државен секретар цел свој живот. Идеме Љурзи Малију да го коментираме. Заменик министер за образование бил, обучен од УСАИД цело време. Министер за култура, дали нема да го коментирате колешке министерот за култура кој што е теолог, односно заменик министерот на култура. Буквално теолог ставате да биде заменик министер за култура. Значи, замениците министри нема никаква улога колешке, туку имаат единствена цел, а тоа е да ги ухлебат вториот ешалон од кадрите и тие исто и оваа влада како претходните влади покажува тенденција да направи паралелни луѓе во институциите, каде што има министер албанец, да има заменик македонец и обратно, со тоа ствараат паралелни структури во највисоките институции на извршната власт, со тоа се рефлектира потоа на цело општество. Благодарам.